Владата на ВМРО ДПМН веднаш по формирањето ќе превземе чекори и мерки за економска трансформација на Македонија. Како идна влада се обврзуваме да ги тргнеме бирократските бариери, додадоа од партијата. Како идна влада се обврзуваме да ги тргнеме бирократските бариери. Да ночната администрација и државните службеници ќе бидат служба на граѓаните и бизнисот. Ќе се спроведе дигитализација и поедноставни постапката. Недозволиво е граѓани да чекаат за услуга од управата за јавни приходи и по неколку дена, или да треба да вртат телефони да им се заврши работата. Веќе втор ден, министерката не ги објавува имињата на членовите на комисиите кои се потпишаа на скандалозната програма без концепт и без стратегија, рекоа на прес од ВМРО ДПМН. За каков рамномерен културен развој зборувате вие со брутално фаворизирање на само еден град наспроти сите останати? Колку помалку значење имаат Штип, Струмица, Велес, Куманово, Прилеп и така натаму, па се дури 10 пати помалку финансирани од Битола. Дали заслужи, например, Велес и манифестацијата Рацинови средби со 60 годишна традиција од 2022 година до денес за 500.000 денари да им го скратите буџетот и да спадне на бедни 86.000 денари поддршка од Министерството.